Ова е подкастот Живот во зелено, добре дојдовте во него. Фотоволтаици, тренд или одржливо енергетско решение? Енергетската криза и скапата струја на бензите ги натера и граѓаните и фирмите да поставуваат фотоволтаици и сами да ја произведуваат струјата. Властите лани во октомври објавија дека добиле барања за 8000 мегавати фотоволтаици, но во исто време предупредија дека тоа ќе го оптерети системот. Во меѓувреме, државата ги поедноставни процедурите за поставување фотоволтаици. Кои се предностите и маните? Се исплатува ли вложување во енергија од обновлив извор во случајов сонцето? За ова, во овој подкаст разговараме со Томе Бабунски, дипломиран електроинженер и собственик на фирма за поставување фотоволтаици. Бабунски, добре дојдовте и прво би сакал на гледачите на овој подкаст да им објасниме што се всушност фотоволтаици. Ви благодарам на поканата. Чест ми е да бидам во вашето студио денес на овој подкаст. Во суштина, фотоволтаичните системи значи производство на електрична енергија од сончевата енергија, односно сончевото зрачење, кое што паѓа на земјината површина преку диодите кои што ги има и силициумските елементи во фотоволтаичните панели, произведува електрична струја со избивање на електрони по однос на паѓањето на фотоните на самиот панел. Тоа значи дека системот всушност произведува струја од сонцето, накратко речено. Ова стана тренд, како што кажа ви во најавата, во последните 2-3 години, барем кај нас. Иако, според некои информации кои од вас ги добив, првата струја од фотоволтаици е добиена таму некаде во далечната 79-та година. Дали е ова навистина кај нас тренд или станува потреба? Дали навистина нашиот систем, мрежата, може да ги издржи сите овие инвестиции кои се прават? Потребата се јавува самата како потреба кога средството кое што го користиме ќе стане премногу скапо. Енергетската криза си го донесе своето. Системите, фотоволтаичните системи и централи постојат многу одамна и тие функционираат веќе на светско ниво повеќе од 40 на години, 50 на години. Меѓутоа, кај нас стана актуелни кога цената на струјата се покачи доста високо на берзата, со тоа што голем дел од средствата кои ги имаа компаниите се одлеваа за електрична енергија. И во тој случај они видоа инвестиција која што ќе им ги врати средствата за брзо време, а при тоа ќе имаат и сопствено производство на електрична енергија. Во однос на она што на системот дека може да се преоптовари во производството на електрична енергија, односно оние издадени дозволи за инсталирани мегавати фотоволтаични системи, е нормално затоа што секој систем може да се презасити во одреден момент. Но тоа не значи дека ние не треба да го надградуваме системот. Да стасаме до тој проблемот ќе се реши сам по себе. Односно, инженерите веќе работат на тоа да го решат тој проблем, да системот биде стабилен, затоа што сепак ние не сме прва држава која што инвестира во такво нешто. Тоа пред нас го работат Шпанија, го работи Италија, Германија, Франција, системи кои што се многу поголеми од нас, Грција која што ни е многу блиско, од кој што може да учиме доста поуки во однос на нивниот систем како тоа функционира, така да јас не гледам бојазност дали биле 8000 мегавати инсталирани, биле 10 или не е битно. Значи, колку што можев да прочитам, има неколку видови потреби за инсталирање на фотоволтаици. Едната е инсталација на фотоволтаици за собствена употреба која го прават и граѓаните и правните компаниите. Другата е поставување фотоволтаици за производство на струја и за продажба. И некаде прочитав дека веќе се поставуваат фотоволтаици, не знам колку во Македонија тоа го има, со батеријски систем кои ја складираат оваа струја и веќе тоа добива друга димензија на бизнис. Сакам да се задржам на оваа првава група, односно граѓани фирми кои фотоволтаиците ги поставуваат за собствени потреби. Кога еден граѓанин и како еден граѓанин може да знае кога му е исплатливо и дали треба да постави фотоволтаик? Па, видете, тоа едноставно се прави со проверка на самата потрошувачка на самиот инвеститор, односно во овој случај дали е приватна стамбена куќа или станува збор за објект, индустријски објект. Односно, во секој случај најисплатлива енергија и најправилно е да секоја компанија, односно секој дом стане
енергетски неутрален, односно онаа струја која што ја троши, онаа енергија која што ја троши, истата самиот да ја произведува за сопствени потреби. Во таа ситуација, ако ние разгледуваме или попластично да кажем, оние граѓани кои што влегуваат во четвртата категорија, во четвртиот блок на потрошувачи, односно кои што веќе плаќаат струја по 14-15 денари за киловат час, ќе имаат најбрз поврат на инвестицијата, односно оние кои што повеќе трошат, тие побрзо ја враќаат инвестицијата, затоа што пак реално доколку се само во првиот блок, иако сакаат да направат сопствена инвестиција, доколку ја направат, таа ќе им се врати многу споро, гледајќи од економски аспект, поради тоа што ние се уште во држава имаме субвенционирана електрична енергија за домаќинствата како социјален елемент на владата на државата. Така. Што значи тоа? Дека ако едно семејство троши струја во четвртиот блок и плаќа, не знам, да речеме 15.000 денари сметка кон нивниот добавувач, во случајов универзалниот снабдувач Ивана Холм, кога ќе инвестира во фотоволтаици, кога ја произведува струјата, тој не плаќа веќе сметка кон универзалниот снабдувач? Не, тој плаќа затоа што фотоволтаичниот систем произведува само преку ден. Првото и основно правило е струјата која што ја произведува фотоволтаичниот систем, односно енергијата, ја троши првен домаќинството, односно објектот каде што е инсталирано, а вишокот се предава во мрежата. Односно во ситуација доколку произведува па помалку, вишокот што е потребен за домаќинството се превзима од самата мрежа, односно од операторот на дистрибутивниот систем. Кога го разгледуваме системот, фотоволтаичен систем, ние мора да разгледуваме енергија произведена. Односно, ако речеме дека е 6 киловатен систем, во Македонија некаде просечно би произвел 7,2 мегават часа енергија на годишно ниво. Односно, тоа би значило 7,2 мегават часа, односно 7200 киловат часа по цената која што ја плаќа едно домаќинство. Која што, да речеме, во четвртиот блок е веќе 250 евра за мегават час, односно 7 пута 250, тоа е некаде околу 2100 евра би имал поврат на годишно ниво. Неговата сметка зависи сепак и од други елементи. Има ДДВ на сметката, има дистрибуција. Добро, можеме да пресметаме ако едно семејство плаќа 15.000 грубо. Колку би заштедиле, колкава би им била сметката? Значи, некаде приправени такви оптимизации на систем, односно решенија за систем, доаѓаме до некој заклучок дека едно такво семејство кое што би трошило 15.000 денари на месечно ниво, тоа значи вклучувајќи ги, не значи дека троши 15.000 денари и во април месец, и во јануар месец, и во јули месец, и во август. Меѓутоа, ако ги земеме на годишно ниво, тоа семејство некаде би добило со инсталиран 6 киловатен систем, негде би добило измеѓу 30 и 40% намалување на вкупната сметка за струја, за електрична енергија на годишно ниво. Односно, наместо да плати некој си 15.000 пута 12 месеца, би платил некој си 10.000 по 10 месеца, што значи дека некој 30-40% реално намалување, затоа што сепак имаме потрошувачки во ноќните часови. Така. Меѓутоа, па во ноќните часови од друга страна, кога ќе видиме станува збор за ефтината струја. Во ноќните часови после 10 часот до 6 часот наутро па не влегува делот на блок 4 тарифата, не ги рачуна во таа тарифа, затоа што таа тарифа која што влегува блок 4 го рачуна од 7 часот наутро до 10 часот навечер. Затоа кога ќе разгледуваме еден систем, мора индивидуално секоја потрошувачка да се споредат сметките на годишно ниво во активната тарифа на активната енергија која што се троши, односно скапата тарифа, да се провери, на крајот да се споредат сите сметки за 12 месеца, па тек тогаш да се дизајнира системот. Затоа што можеби на тоа семејство му одговара или на тој дом одговара не 6 киловат, можеби 3 киловат. Так, не мора да биде максималното, можеби му требаат и 15, но не сме од страна на државата, сме ограничени на 6. Како со клиентите ваши тоа го планирате? Еве доаѓа потенцијален клиент и ве прашува сакам да инсталирам фотоволтаик, ве молам кажете ми дали ми се исплати. Што правите? Најчесто случаевите во кои што сакам да инсталирам е колку ме кошта. Да. Ќе разговараме за тоа, тоа е секако важен фактор. Бидејќи секој која влегува во инвестиција смета дека има одредени средства, слободни средства и вика јас сакам да ги инсталирам во тоа. Меѓутоа не значи
дека секоја инвестиција во фотоволтаици е исплатлива. Јасно. Затоа Ги што гледате ли сметките на струја, гледате да, како при секоја понуда и при секоја припрема за секој одреден објект, најчесто ги земаме сметките за цела година и анализираме потрошувачката и наоѓаме за време на поврат на самата инвестиција. Затоа што ако на пример тоа семејство се грее на пелети, куќата е изолирана, нема потрошувачка летно време за клима уреди. Доаѓаме до семејство кое што окей, меѓутоа они инсталирале во друг тип на ефикасност и на вистина излишно и непотребно да инсталира фотоволтаичен систем. Од причина што неговиот поврат на инвестиција ќе биде 12 години. 12 години инвестиција во опрема не е инвестиција. Бидејќи по 12 години опремата се амортизира. Окей, чисто од чувство дека треба да бидеме да инсталираме, меѓутоа не значи дека секоја инвестиција е исплатлива и не значи дека и тоа се обидно не го кажам. Они ми велат ти си вика единствен продавач кој што не одвраќа да купиме. Не е целта да се купи и да се намести. По секоја цена да се. Не е по секоја цена, затоа што целта е ти да имаш поврат на инвестицијата, а при тоа да имаме придобивка, односно сами енергетски независни од страна на системот во кој што сме приклучени сите. Овој вид енергија, тоа можеби требаше малку порано да го кажеме, е и еколошка енергија, значи незагадувачка енергија, и пред овој подкаст разговаравме дека интенцијата е да се достигне она што во Киото во Јапонија е подпишано, а тоа е, како рековме, тоа значи CO2 намалување на CO2 емисиите, односно CO2 неутрални држави и CO2 неутрални компании. Односно CO2 неутрална планета Земја. Така. Тоа кај нас се уште не е достигнато и се уште нема разбирање, затоа што кај нас компаниите се уште не се свесни, нити граѓаните, што значи CO2. Од таа причина Европската Унија воведува од 2026 година секој производ кој што ќе биде увезен во Европската Унија, односно секоја компанија која што извозник во Европската Унија треба да докаже дека е CO2 неутрална, односно на крајот ќе плаќа данок, односно царина врз основа на тоа колку CO2 се потрошило при креирањето на нивниот производ кој што го извезуваат во Европска Унија, а тоа ќе биде за 3 години. Кога ќе се воведе данок и веќе ќе станеме повеќе свесни на она што се дешава и зошто треба да инвестираме во зелена енергија. Дали се точни гласините дека по 10 години оној кој поставил фотоволтаици ќе мора да ги менува панелите бидејќи нивната ефикасност слабее? Не, затоа што барем фотоволтаиците кои што ние го користиме при инсталацијата на фотоволтаични системи имаат гаранција дека после 25 години ќе произведуваат минимум 87% од нивната првобитно производство, односно дека производството ќе им се навали за само 13%. Од тој аспект, тие ќе произведуваат и ќе работат, да, со намалена ефикасност, односно ќе има некој си пат на производство од 13%, меѓутоа тоа не значи дека ќе биде единствениот поттик за да се заменат. Единствениот може да биде затоа што сега развојот на технологијата. Денес имаме развој на технологија кај што да се вратив некоја од сајмот во Германија во кој што сега се постигнати тек само 23% ефикасност на панелите, 23,2, 24 се уште никој го нема надминато. А тоа значи 23-24% од вкупната сончева енергија која што паѓа на тој панел ја претвара во електрична енергија. А тоа не значи дека за 10 години ќе нема 50% ефикасни. Така да за 10 години може ќе имаме поголемо производство, ќе имаме либерализиран пазар, што е нормално да ги замениме постоечките со некои нови, меѓутоа тие ќе произведуваат, да. Сакам на граѓаните кои се заинтересирани за поставување фотоволтаици кои се уште не решиле дали имаат потреба од тоа или не, да им ги кажеле сите аспекти за да можат да ги планираат и еве кога ќе дојдат кај вас да не поставуваат можеби непотребно прашањето, нека го гледаат тој подкаст, затоа сакам да им ги одговориме што повеќе од прашањата. Дали освен ова има нешто друго кое ќе ги чини во текот на, не знам, 10-20 години при промена? Обично, интересно е кај фотоволтаични системи се едни од ретките системи кои што не бараат одржавање, односно немаат вртливи елементи, немаат потреба од дотор на дополнителна енергија, немаат
потреба од ништо, единствената потреба кај нив е во текот на годините дека треба, ко секој добар домаќин, треба да ги измиеш и да ги изчистиш. И тоа е една од, можеби, ретките елементи кои што треба да се направат и да, евентуално, според законот сме врзани да на секои 2 години се вршат одредени проверки на системот во однос на змјување, во однос на напонски нивоа, во однос на тоа како се движи. Па тоа исто го работи нашата фирма, меѓутоа тоа го работат секои оние кои што се обучени за таков тип на проверки на системот. Тоа значи дека собственикот на секои 2-3 години треба да го плати дополнително тоа? Па тоа е еден од трошковите за одржавање. Со оглед на тоа дека кај овие инсталации, она што е како на годишно ниво трошок планиран, е некои 2% од вкупната инвестиција е трошок за одржување. Кога сме веќе, кога сме кај парите веќе, ајде почнеме од почеток. Колку чини еден фотоволтаичен систем за домаќинство? Домаќинствата со измените на правилниците можат да постават до максимум 6 киловати или мегавати, поправете, 6 киловати вкупна инсталирана моќност во фотоволтаици. Што значи тоа и колку ќе кошта еден систем од 6 киловати? Најчесто кога разгледуваме систем, сепак станува збор за индивидуални решенија на секој објект. Дали објектот е кровот лимен, дали е објектот со кров керамида, дали има потреба од посебни држачи, дали има приклучното место каде се наоѓа, се како мали елементи, меѓутоа може да заокружиме дека некаде околу 1000 евра за инсталиран киловат во такви мали системи е некоја си стандардна цена која што се движи на пазарот. Доколку се зголемува моќноста, во суштина паѓа цената на инсталираниот капацитет, односно во бидејќи инверторот и 6 киловатен, и 40 киловатен, и 100 киловатен е еден и контролата за него, кој што е најскапиот елемент во суштина во системот, не се менува драстично со зголемувањето на моќноста. Додека пак бројот на панели е број на панели. Толку е парче панел, толку е држач, толку се поставува. Тоа значи дека од прилика околу 6000 евра би коштал еден систем од 6 киловати. Некаде да заокружиме некоја цена. За кој што рековме дека не мора да се стави максималниот. Зависи од тоа потрошувачот колку му треба. Да, ќе ви кажам еден интересен пример во кој што, на пример, имав инвеститор кој што сакаше да инвестира во 6 киловатен систем. Не му требаше долго? Па стануваше збор за викендица кој што не ја користи. И во која што вика, да, јас ќе произведувам, па толку ќе произведувам, па толку ќе земам пари од државата, па толку ќе продавам невана и сето тоа. На крај, кога ќе дојдеме во една ситуација, таков систем не треба да го инсталира, затоа што ти не потрошуваш таму. Од друга страна па, операторот на дистрибутивниот систем, односно ЕВАНа, кој што ја пресметува струјата која што ќе ја предадеш, ја пресметува по коефициент 0,9 потрошена енергија спрема произведена енергија по цената по која што ја купуваш. Сега во неговата ситуација, бидејќи не трошиш скоро ништо, ќе се множи со нулата. Да, ќе имаме 0,9 по 0 еднакво на 0, подели го на произведената, не е битно колку и да биде, по цената нека биде и колку и да биде, на крајот е резултатот 0. Значи он ќе произведува, меѓутоа нема да наплаќа. Во таа ситуација доста време поминавме да го разубедам дека и вика ти си единствениот што продаваш, разубедува дека не. Целта е инвестицијата да биде навистина оправдана во таа ситуација. Кај нас, за жал, се уште во домаќинствата не е доволно оправдана, меѓутоа не е доволно оправдана затоа што имаме субвенционирана цена на електричната енергија од една страна, тоа што го сменија со блок 4 е во ред, меѓутоа и кај нас најчесто граѓаните се греат на дрва, поново на пелети, на струја или на геотермални помпи, кои што се скапи системи сепак се уште, кај нас не се користи доволно. Бабунски, дали ова тоа зашто експертите од па и овие владините представници предупредуваат дека може да дојде до дебаланс на енергетскиот систем, производство, поголемо производство кој нема да се троши. Ми рековте пред почетокот дека тоа е дебаланс на системот кој може да доведе до крах. Може да доведе, тоа не е некоја нова ситуација, да речеме Шпанија во
минатите години имаше минато свршено време, доста блекаути, каде што имаше доста големо производство, и сепак па Шпанија, за разлика од Македонија која што има 1600 киловат-час на квадрат, Шпанија има 1800 киловат-часа на метар квадратен годишно зрачење. И они има доста блекаути во минатиот период. Меѓутоа, и да не забораваме дека доста се инвестира во интерконекцијски системи помеѓу државите, тоа значи дека самиот европски систем веќе добива една голема робусност која што работи. Ако имаме премногу, не може да се плашиме дека ќе имаме премногу инсталирана електрична енергија, премногу инсталирано производство, затоа што во таа ситуација ние имаме ефтина енергија. Ако имаме ефтина енергија, ќе имаме големо производство, имаме ефтина енергија, како инпут, електричната енергија влегува скоро во секој производ во државата. Сега, тоа што го прави Грција пред нас, кое што исто има многу повеќе инсталирано од Македонија. Ние каскаме зад Грција. Меѓутоа, Грција сега спремаат проект кој што ќе станува интерконекцијски кабел, инвестиција вредна некои си 9-10 милиарди евра, со кој што Грција се поврзува со Австрија. Односно, развиената индустрија која што нема големо производство на електрична енергија, ќе превзима од кај нас кој што немаме толку развиена индустрија, ќе превзима енергија и ќе ја троши во нивното производство. И сепак да не забораваме да се уклучи еден југохром да работи на струја, сета енергија ќе ја потроши. Или една скопска железара, не се тоа некои си, не знам, нас не изгледаат големи, меѓутоа на светско ниво тоа се сасвим нормални количини. Еве, веќе природно се наметна и вториот дел од разговорот, тоа е фотоволтаици кај компаниите. Така. Кои компании би можеле да размислуваат да поставуваат? Дали сите по дефолт компании им е потребен ваков систем? Пак ќе се вратам. Прашањето е во кој дел од бизнисот размислува инвеститорот. Односно, кај нас се дефинирани неколку параметри на инсталирани фотоволтаици, кои што ги дефинираат од страна на регулаторна комисија, тоа значи 6 киловати за домакинства, 40 киловати максимална мощност на потрошувач, мал потрошувач производител, кој што се наоѓа на регулиран пазар, и над 40 киловати е веќе на слободен пазар. Односно, ако самиот инвеститор смета дека може да биде производител, дека има доволно кров, дека може да има на таква инвестиција, која што пак за разлика од домакинствата може да биде и упола поевтина, бидејќи станува збор за поголем систем од 100 киловати, 150, 200, 300, 500, кој што би ги покрил своите хали и би имал дополнителен приход мимо од тоа туку и од производството. Во таа ситуација тој се склучува редовен договор со фирмите кои што откупуваат и продаваат електрична енергија на домашниот пазар и си работи производство. Со тоа што разликата е дека кај поголемите системи мора да добие одобрение за градба од страна на општината, додека кај помалите системи до 40 киловати сега веќе ги олеснија процедурите, односно со изјава и со поднесување во општина веќе ја добива употребната дозвола за самата фотоволтаична централа. Процедурите ги чувам за крај на овој подкаст, сакам да продолжиме околу компаниите. Се чини дека компаниите беа најпогодени во енергетската криза, бидејќи тие купуваа струја на слободниот пазар. Знаеме дека лани некаде ова време струјата почна вртоглаво да расте на европските берзи и преку 1000 евра за мегават. Компаниите беа во страшна паника во тој момент. Оние кои успеа да инсталираат фотоволтаици се чини дека успеа и да се навреме излечат од таа криза и од огромните загуби. Имате ли вие такво чувство, имате ли искуство во? Да, за минатата година беше навистина со енергетската криза, со цените навистина беше бум во инсталациите, секогаш се бараше панел вишок, се бараше инвертер вишок. Секој сакаше да инсталира затоа што цената беше енормно висока. Било кој начин на производство на електрична енергија од било кој извор многу им помагаше на компаниите да заштедат во своите мерки. Може за таков пример да ја земам Агрија како компанија која што инсталираше 300 киловати фотоволтаичен систем, кој што веќе после година дена е веќе целосно исплатен. После година дена? После година дена. Меѓутоа тоа да се запрашиш во таа ситуација и што е да вистина подобро. Дали
високата цена да се врати инвестицијата или ниската цена ефтино производство. Навистина компаниите беа во една страшна ситуација кај што беа приморани да инвестираат. Затоа што немаат друг избор. Како и да е, поврат на инвестиција за една година во една компанија, тоа е ништо. Тоа е многу краток период. Многу исплатливо. Точно. Минатата година беше доста исплатливо како инвестиција, меѓутоа и не значи дека и сега не е исплатливо. Сегашната, например, просечната цена моментално на берзите која што се движи во однос на потрошувачите на слободен пазар се движи некаде околу 150 евра за мегават час. Тоа значи дека враќање на инвестицијата во сегашни услови за една компанија, значи и играње на слободен пазар во кој што дел ќе продава, дел ќе купува во однос на пазарот, тоа значи дека сега се враќа инвестицијата за некои си 3 години, 3,2 години се враќа инвестиција во таква фотоволтаична централа на компанија. Тоа се големи потрошувачи кои во исто време вложувајќи во фотоволтаици вложуваат и во зелена енергија. Точно, и тоа не само што вложуваат во зелена енергија, они и веќе создаваат услови за извоз во Европска унија. Од 2026 година, пак ќе се навратам, сите ќе треба да докажат дека нивното производство е CO2 неутрално, е зелено. Односно дека они не трошат енергија која што е загадува животната околина. Каде сме ние во еве не подалеку во регионот во однос на ова тематика, вложување во зелени решенија, во зелени извори на енергија? Ќе успееме ли да фатиме чекор со балканските земји, да не зборувам со европските, а и европските мораме да ги следиме? Ние имаме, ако зборуваме веќе за државна стратегија за зелена енергија, ние некаде сме на 23 до 25% од вкупното потрошувачки на државата имаме веќе од зелена енергија, да. Меѓутоа, да не забораваме дека во овој момент имаме преку 800 решенија за нови фотоволтаични централи. Меѓутоа, оно што ние треба да го планираме како систем, за да имаме равномерен развој на сите електрични енергии, затоа што фотоволтаичните енергијата од фотоволтаични централи не е базна енергија. Ние мора да се насочиме на делот и на базната енергија, да не ја заборавиме. Односно, што значи тоа? Делот кој што ќе го произведеме од фотоволтаични централи, нема да потрошиме јаглен во рекбетово. Што значи дека го намалуваме количеството на потрошен јаглен, односно загадувањето на животната средина. Исто така не забораваме дека треба да ја инвестираме во Чебрен, која што е пумпна акумулациона хидроцентрала, која што ќе има доста капацитет за да ја акумулираме таа сета енергија. Исто така, да. Исто така не е веќе далеку каде што ќе се инсталира во батериски системи. Веќе светот се движи со огромни фарми на батериски системи кои што ќе складираат енергијата и ќе ја враќаат во периодите кога ќе биде потребно. Но информации дека се уште се многу скапи батериските системи. Па добро, тоа е нормално дека се скапи на почетокот додека вакво, меѓутоа веќе паѓаат цените. Цените кои што беа за батериски системи пред година дена и сегашните цени се паднати скоро за 30%. Како напредува конкуренцијата, како напредува технологијата, нормално е дека ќе паѓаат и цените. Да речеме инсталација на фотоволтаичен систем за домакинство и од истиот систем од 6 киловати пред само 5 години кошташе 10-12 илјади евра. А сега? Сега кошта 6.000. Тоа значи дека можда и до година кошта и 4.000. Да. Како ќе се развива технологијата и како ќе стане пристапна, така и ќе паѓаат цените и така ќе ни биде достапно да инвестираме. Возбуден ли сте како електроинженер во овој, гледајќи го овој напредок во овие алтернативни зелени извори на енергија, како се движат се поагресивно и поагресивно? Навистина се најдов во еден момент од животот кај што живееш со развојот на новите технологии, на новите елементи на производство на електрична енергија. Ако мојата дипломска работа, например, беше мали хидроцентрали на хидросистемот Лисиче, кој што за жал и ден денеска помина 20 години од тогаш, меѓутоа ден денеска уште не се изградени. Не знам зошто не може да се најдат средства за таа работа. Ние веќе растеме во оној дел кај што се наоѓаме да секој сам веќе му стане пристапно производството на електрична енергија. Односно, како на времето било проблем да се вози кола, па имало само една кола, па можело или телевизор. Така, да, или телевизор, денес веќе
сите сме производители и сите се грижиме за системот и сите стануваме поедуцирани во однос на тоа како треба да функционираме и како да ја користиме енергијата која што ни е на пристап. Ја следи ли доволно државата преку своите процедури кои треба да ги носи овој развој на зелената енергија? За волја на вистината, државата до сега доста добро се движи во тој систем, односно ги олеснува процедурите, сваќајќи дека и енергетската криза подпомогна доста во тој дел. На почетокот беше многу потешко во добивањето на оние решенија, меѓутоа сега веќе не дека нешто се смени во условите кои што треба да ги имаат, меѓутоа администрацијата веќе ги научи тие проекти како функционираат, што функционираат и веќе постапката многу се олеснува кога се средени сите документи. Односно, они се веќе свесни и знаат кој што документ им треба, додека на почетокот имаа страв на целата ситуација, не можеа да се опушти администрацијата за да подпише еден документ кој што е проект кој што треба да се заврши. Добро, например, каква е постапката? Кои документи треба еден инвеститор да ги поднесе? Ако разговараме за мал систем, за домакинство. Да речеме за домакинство, пошто за тие мислам дека се многу повеќе од компаниите и многу повеќе ќе како муштери можеби ќе ги има. Така. Значи, она што е потребно документација, сега отрнуваме од основен проект. Проект по основ на кој ќе се постави проблем да се направи тоа, кој ќе се каже проект, тоа е веднаш некако бау звучи. Не, тоа веќе, значи имаш архитектонски бироа и имаме исто и ние со кои што соработуваме, тоа се изработува за 2 до 3 дена, меѓутоа мора да имаш проект кој што имаш проектирана состојба на она што треба да се постави. И тој не е основен и поедовен елемент на било која понатамошна работа. Потоа се набавува опремата, се монтира системот од страна на компанија која што е лиценцирана за инсталација на таква работа, го инсталира самиот систем. Инвеститорот како инвеститор има единствена задача да ја извести, значи не да бара одобрување. Да извести општината, да. Значи само има образец со кој што ја известува општинската администрација дека ќе поставам фотонапонска централа под тој и тој проект и да го достави копија од проектот до општината. Без разлика дали го поставува на покривот на својата куќа или да речеме во дворот. Не, ова станува само за покрив. Само за покрив на куќа, затоа што еден од условите е да имаш имотен лист за самиот објект на кој што ќе поставуваш. За домакинствата, за малите потрошувачи е дозволено само поставување на кров. На кровот на самиот објект го поставува по основ на проектот заедно со имотен лист. Така. Мали потрошувачи тука се ималите фирми. Да, малите фирми до 40 киловати мали потрошувачи производители, истата е процедурата и за нив. После завршувањето на инсталацијата се поднесува изјава од страна на изведувачот дека е изведена по проект тој и тој, се заверува, се прави, има мерење на заземјувањето на самиот објект, затоа што мора да се провери целото заземјување дека тоа е сигурно како инсталација и се пушта во употреба. Значи многу едноставно. Многу едноставно, туку речи веќе и самата администрација ги знае кои документи да ги очекува и да не ги знаат веќе ги надополнуваат. Што е за компаниите? Можеби таму е малку покомплицирано. Не, исто е постапката со тоа што е продолжена за 7 дена, односно се поднесува барање до општината да се добие решение за градба, со кое што мислење за градба општинската администрација има рок од 7 дена административно да одговори на тоа, значи сите документи спремени, имотен лист, тековна состојба, основен проект се поднесуваат, за 7 дена се добива решението за вакво, со тоа што бидејќи таму станува збор, значи сега веќе разговараме за доколку разговараме над 40 киловати, имаме малку подруга процедура, додека за 40 киловати до 40 киловати е она истата. Над 40 киловати викаме она е дополнителен документ кој што треба да го добијат е дека може да се приклучат на системот, односно треба да добијат барање, да поднесат барање до страна на операторот на дистрибутивниот систем, да им рече, бидејќи таму сепак станува збор за 150 киловати, 200 киловати, 300 киловати, кои што ќе имаат многу поразлично влијание од овие 6 киловати на самиот систем. Во тој случај добиваат одобрение од страна на ЕВН, дека може да се приклучат таму, или ЕВН ќе им рече, може да се приклучите, меѓутоа приклучувањето кошта толку и толку. Тоа е единствениот ризик да биде скапа изведбата на приклучокот. Така. Што е со инвестиции во оние фарми на фотоволтаици на земја?
Имам информација дека и таму технологијата брзо се развива, бидејќи еден од проблемите беше што фотоволтаикот не дозволува на сончевите зраци да продат до земјата, па земјата станува неупотреблива и се уништува. Сега најновата технологија транспарентни фотоволтаици, Така, транспарентни кои комплетно го менуваат или агроволтаици веќе ги викаат, односно има и такви системи кај што се прозирни системи, односно транспарентни, кои што се поставуваат, да речеме, доколку имате лозие, некои си овошки и така натаму, кои што се во редови, се поставуваат на редовите и во таа ситуација самите агроволтаици, фотоагроволтаици, не само што произведуваат енергија, да речеме, кој што може да користите за напојување на помпи од се бойлери. користат како стакленици? Не, за заштита од град. Аха. Во Тие се таа преку нив, ситуација, да, бидејќи се Да. преку нив, се користат за заштита од град, односно во од една страна ги браниш плодот кој што го добиваш, од друга страна произведуваш електрична енергија, истата можеш да ја користиш, не знам, за наводнување, сакаш да ја пушташ во мрежа, да ја продаваш и така натаму, така натаму. Така. Технологијата во секој случај оди напред и ќе гледаме многу новитети во наредниот периоди. Сосема за крајов, вашата порака до граѓаните во врска со следењето на, да го речам, тренд, меѓутоа станува се поголема потреба. Бидејќи енергетската криза можеби навидуме завршена, но според некои експерти Допрва ќе почне. се уште е тука. Она што е моје мислење, допрва ќе почне во енергетската криза, со оглед дека она што се дешава во Украина е сериозна работа. Браната на Днепар значи уништување една голема хидроцентрала која што нема да произведува. Не само водата, таму имаше и хидроцентрала. Да не ја забораваме вакво нуклеарната централа во Запорожје, да не бидеме лаици и да не сметаме дека е ефтиниот газ кој што го има сега, кој што не се потроши од лани, ќе биде ефтин, затоа што веќе во Германија се 3 пати се големија сметките за газ. А тоа значи ќе биде голема побарувачка за енергија. Како и да е, она што ние треба да го направиме, треба да размислуваме и како ја трошиме, меѓутоа и да најдеме начин да ја произведеме самите собствената енергија. Значи ли тоа дека вашата порака до граѓаните е своите заштеди да ги чуваат или да ги усмеруваат кон ова, и дали има некаква помош, фондови некакви кои грантираат или кредитираат вакви инвестиции? Има доста фондови кои што го работат. Тоа е една од најпознатите програма е ГЕФ програмата, која што се работи преку Европската банка за обнова и развој, односно за секоја инсталација во фотоволтаичен систем, само како инсталација во фотоволтаичен систем, добиваат 15% грант. Меѓутоа, доколку фотоволтаичниот систем го комбинираш со геотермална помпа, го комбинираш со нови прозори со изолација и инвестираш во изолација на самиот објект, добиваш 30 па и 40% грант на вкупната инвестиција, што значи дека секоја нова куќа која ќе добиеш ти 40% грант, тоа веќе ти станува достапна технологија и од една страна, од друга страна ти утре имаш многу мали сметки за струја, односно си инвестирал преку неплаќање на понатамошните 10 на 15 години сметки за енергија. Бабунски, многу интересни информации. Се надевам дека им помогнавме на гледачите, и на домакинствата, меѓутоа и на компаниите при одлуката дали да инвестираат во фотоволтаици или не. Ви благодарам на гостувањето во овој наш подкаст, кој се надевам дека ќе придонесе и во зачување на здравата животна средина. А вам, почитувани, ви посакувам пријатно и се надевам дека ви помогнав, уште да ќе кажам. Довидување до следната емисија, до следниот подкаст кој го крстивме Живот во зелено.